Македонија како столче со три ногарки, метастазирана, разјадена, економски, демографски, безбедносно. Едно финале на едно предавство кое што се одвива 6 години поред, идејно смислено од некој погоре, поголем, но спроведено од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Во врска со овие работи и на неколку теми со мојот вечерашен гостин и се надевам дека ќе ви биде интересно уште еднаш во лизгачки старт на М телевизија. Се гледаме за кратко. Вечерва мојот гостин, елоквентен, харизматичен, човек со големо искуство, експерт во својата област, со големо CV, богато CV, имам чест да го најавам господинот Драган Ковачки, пратеник од редовите на ВМРО ДПМНЕ, полковник во армијата на Република Македонија, човек кој што има огромно искуство, ветеран од војната во 2001, командант на првата моторизирана пешадиска бригада на АРМА, човек кој што завршил безбедносни студии во Лондон, човек кој што подоцна на некој начин бил во сите безбедносни структури, бил и началник во разузнавањето, во службата за војното разузнавање во АРМА, бил и во мисијата Слобода за Ирак, во специјалните единици. Му посакувам добра вечер на Драган Ковачки. Добро вечер, Сашо, ви благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи. Благодарам многу. Драган, на почеток вака едно прашање. Му донесе ли НАТО слобода на Ирак? Видете, сега ние не можеме да зборуваме за целиот систем, значи што таму бил превземен, посебно од аспекти на воениот дел и на цивилниот дел, значи за подобрување на состојбите. Таму ќе потсетам дека не беше на почетокот НАТО, беше коалиција, каде што ние бевме дел од таа коалиција, нели, со одлука на Собранието на Република Македонија, заминавме една мала група од 30 припадници на АРМА, специјални сили и така натаму. Тоа што беше наша задача и наша мисија, мислам дека ние завршивме квалитетно, зашто има и пофалби, голем број од нашите припадници добија и медали. Кратко, што беше задачата на нашата мисија на нашата армија во Слобода за Ирак во мисијата? Па беше подршка на силите кои што вршеа во моментов така речено промена на режимот во Ирак. Тоа што ние го правевме беше подршка на, односно давање на подршка на операциите за стабилизација и тука мислам дека многу добро ја завршивме работата. Имаше големи пофалби од страна на нашите коалициони партнери. Нашиот државен врв во тоа време исто така беше задоволен од нашите резултати што таму ги постигнавме и повторно кажувам, тоа беше валоризирано со голем број на медали кои што беа дадени токму и признани од нашите коалициони партнери. Провокативно може ќе ви звучи, најде уште еден краток одговор од денешен аспект после толку години поминати од тамо. Како ви се чини целата таа работа? Се остварија ли некои цели што беа замислени? Се сменија ли конкретно, драстично, радикално работите на подобро или се остана во некој статус кво, да не кажам, во слична состојба како Авганистан, претходно како Виетнам? Оти факт беше дека се растури една држава, релативно стабилна, со сите проблеми што ги имаше внатре меѓу народите, да кажам и племињата кои живеа тамо, но од денешен аспект како гледате, имаше ли смисла вашиот, тоест нашиот ангажман на АРМА тамо? Па не би можел да го толкувам сега политички тој момент, затоа што... Не политички, конкретно. Да, во тој период бев како припадник на АРМА таму упатен и можам да зборувам само за делот каде што бевме упатени во извршувањето на мисиите. Значи, тоа што беше наша задача, јас можам да кажам дека ја завршивме квалитетно. Сега, дали се успеа, повторно реков, не би сакал политички тука да се осврнам, затоа што Добро. во тој период Македонија така ценела, така донела одлука и верувам дека и доколку утре
би требало да се носи некаква одлука, повторно би застанала на таа страна, затоа што сметам дека тоа е единствената правилна страна која што треба ние да ја држиме. Што е со вашиот тим од тоа време? Оти вие сте биле и заповедник, командант на некој начин на специјалните операции тамо. Што е со луѓето денес? Дали се во армијата, дали се соодветно ангажирани според способностите, искуството? Па останаа, добар дел останаа во армијата, се уште се некои веќе и се пензионирани, знаете, во армијата се оди малку и порано во пензија. Поголемиот дел можеби и се во пензија, меѓутоа и добар дел и се уште во армијата. За жал не го добиваат третманот кој што треба да го добијат, тоа е моето мислење. Тоа е и нивното мислење. Јас кога зборувам со нив приватно вака, луѓето се оставени на маргините практично на општеството. Значи денес не се искористени нивните квалитети, нивните Па се вештини. маргинализирани, вака да бидеме поконкретни, маргинализирани. Добро, уште едно прашање сакам на таа тема. Имавме ли критични ситуации во Ирак, нашата мисија тамо, повредени, ранети, мртви? Во делот каде што, односно во времето кога јас што бев, имаше некои така непријатни ситуации, меѓутоа истите не се рефлектираа дополнително после на здравието на луѓето. Меѓутоа во подоснежните фази, зборувам и за Ирак и за Афганистан, да, има армијата такви ситуации, дури поопасни ситуации би рекол, кои што на крајот на криштата не може да се каже дека се не, како да речам, тоа се нормални работи, знаете. Во војска, кога сте нормално е да очекувате такви ситуации, опасни ситуации во кои што и животот понекогаш ви е загрозен. Извинете, уште ова чисто ме интересира, од секогаш ме интересирало воени околности, воен конфликт, воени ситуации, опасност по живот. Дали денес армијата има соодветни механизми, ајде така, лекарски, психијатриски тимови кои што помагаат на тие луѓе кои минале воени жаришта? Вие бевте, значи сте биле ветеран од 2 војни тамо и нашата 2001. Дали имаме квалитетен тим кој што се грижи за тие луѓе кои што претрпеле посттравматски стрес, она што го викаат PTSD? Има во армијата такви тимови. Оти за тоа, знаете зашто ве прашувам, за тоа не се зборува кај нас. Никој не сака за тоа да зборува, затоа што е осетлива темата, знаете, и се работи за личности тука. Постојат, значи, такви тимови во секоја единица дополнително. Значи, имаме психолози и така натаму, кои што, ете, на некој начин ја следат состојбата на сите припадници на единиците и треба да реагираат благовремено. Она што можам да го кажам, за жал, морам сега да поврзам со денешната ситуација, а тоа е дека се примаат во моментов војници или лица на служење во армијата со неисполнување на стандардите. И тука мислам и на она што прашувате, значи во делот на психијатриски прегледи кои што треба да бидат психолошки, значи прегледи кои што треба да бидат поминати пред да бидете примен. Имаме ситуации каде паѓаат на првичните тестови, зборам во воено-медицинскиот центар, за да потоа преку една организирана структура во клинички центар, значи на државна клиника, со учество на лица од Министерството за одбрана, се пишуваат приговори и тие одат на клинички центар, таму поминуваат. Значи на првиот тест паѓаат во воено-медицинскиот центар, после тоа поминуваат на клиничкиот центар и како такви се вработуваат во армијата. И тоа е голем проблем за војнина. Зошто? Затоа што на такви лица ние сега ќе треба, односно веќе им се дадени разни видови на вооружување. Тоа може да представува сериозен проблем утре во извршување на мисиите, како оваа во Ирак, Афганистан, па утре и некоја НАТО мисија. Видовиците изгледа ми ги осуетивте прашањата кои што требаше подоцна да дојдат, но која веќе ја отворивте темата. Пред известно време, пред година-две, сериозно обвинивте дека безбедносната ситуација во армијата е крајно разјадена. Зборувавте за ова што го спомнавте денес и зборувавте за сите тие сертификати безбедносни кои што се добиваат без критериуми, зборувавте за тестови кои што не се положени, а се унапредуваат луѓе од редовни војници во подпоручници во она. Зборувавте дека одредени тестови биле пишувани со латиница, знаеме дека службениот јазик во армијата е македонскиот јазик. Зборувавте дека обвинувавте отворено и со докази дека во армијата
по пат на корупција или со користење на таа алатка влезени се луѓе кои што се под прогон на полицијата, кои што се обвинети или осудени били или не знам како за кражби, за други овие криминални дејности. Зашо правиме муаве тука? Каква е денешната армија? Би можел да кажам дека приемите на војници се вршат по партиска основа и тоа можат да го потврдат и тие луѓе кои што отпаднале нели од листите, затоа што кога ги исполните стандардите кои што треба да бидат критериум за вработување, логично е да очекувате дека ќе бидете примени, ако сте едни од први од најдобрите или сте ги исполнили критериумите, да очекувате да бидете дел од армијата на Република Македонија. Меѓутоа, имате ситуации каде луѓе кои што не ги исполнили критериумите се примаат врз основа на некои други критериуми, тука мислам пред се на партиски критериуми, па дури би можел да кажам и по етничка линија некогаш се примаат и за тоа пишував, со злоупотреба на етничката припадност, и тоа го имавме во изминатиот период, на сметка на вистинските луѓе кои што имаат исполнето критериуми, кои што ги задоволуваат стандардите. За жал, таквото нешто не и носи добро на армијата и воопшто не и носи добро на Република Македонија, затоа што тие луѓе, како викаат во армијата, вие имате припадници кои што можеби никогаш нема да ги употребите во следните 50 години. Меѓутоа тие луѓе армијата мора да биде подготвена во секој момент, затоа што вие не можете да предвидите, посебно ние како мала држава, не можеме да предвидиме со какви закани на подолгорочен план би се соочиле. И затоа треба да имате луѓе кои што ги исполнуваат критериумите во секој момент. Имавте ситуација каде приемот на војници се вршеше во партиски штаб во Рачиново. Се сеќавате тогаш на јавна објава на Facebook, председателот на општинската организација на СДСМ во Рачиново ги повикуваше кандидатите кај него да одат да пополнуваат, не знам, пристапници или така натаму. И ова не е само случај во Рачиново, значи во сите подрачни или општински организации, како им се викаат таму на СДСМ, не знам, таму се вршеше приемот и тоа е погубно, тоа е трагично, затоа што, викам, не може партизацијата да биде над критериумите, над меритократијата. За жал тоа е така во изминатиот период. Има ситуации паралелно на овие каде што се плаќа за вработување. Исто така се финансираат политичките партии, односно политичката партија, тука мислам на СДСМ, но и на ДУИ, кои што земаат пари за вработување во армијата и не само во армијата, тука и полицијата и останатите безбедносни служби. И тоа е погубно за еден безбедносен систем. Своевремено во врска со оваа работа, вие повикавте на одговорност министерката за одбрана Славјанка Петровска, така ли е? Да. Ја повикавте на одговорност и понудивте докази за се ова што го зборувате и побаравте од неа да побара истрага. Така е. Дали некогаш таа побара истрага и ако побара, дали почна истрагата, дали некогаш имаше истрага, дали заврши некако, дали имаше разрешница на тоа, затоа што вие побаравте отворено од неа јавно, дека доколку тоа го направи, треба веднаш да почне со апсење. Така е, да. Затоа што тие докази што јас си ги предадов пред телевизија, што се подпишани од официјални лица, значи документи официјални, имаше ситуации каде лица се примани во армијата, значи земале плата од армијата одреден временски период, а имале точки на ограничување. И тоа психички проблеми, како што спомнавме пред малку. Значи на луѓе кои што имале психички проблеми им е давано оружје, дури им е давана и плата. И не само тоа, значи луѓе кои што паднале на тестовите, не ги поминале тестовите, после тоа неколкократно се организираат тестови дополнително за да ги положат тестовите, па се имаше и точно има известување, знаете, за кои лица е тоа правено, за кои лица не било дозволено да се прави. Значи имате една крајна дискриминација, ако веќе паднале, дајте им на сите да полагат, не на одреден број на луѓе. И тој го дадов јас на министерката. Меѓутоа до денеска немаме разрешница на случајот, нити пак сум слушнал дека во обвинителство понудени тие докази, имате таква информација дека тоа што го дадов? Ниту мене некој ме праша за тие докази, ниту пак имам информација од она што го имам слушнато е дека министерката рекла добро, има многу такви случаи, во моментов нема потреба да ја брануваме јавноста, нека се зборуваат, ние ќе си ја тераме нашата приказна. Што е погубно за еден министер за одбрана. Да не сака да си ја среди состојбата, да не сака да знае и да ја подобри состојбата во ресорот кој што е доделен. Ваше лично мислење, знам дека е тоа политичка функција, министер за одбрана. Ваше лично мислење,
дали сметате, дали треба да кажеме, по дефиниција, и што е подобро, министерот за одбрана да биде човек опитен од безбедносните структури, не мора да е од армијата, но од безбедносните структури, или тоа може, нели, да биде ставен некој со кран, да кажеме, кој што немал врска со безбедносни структури и да води едно такво чувствително министерство од кое што зависи безбедноста на народот и на државата. Ваше лично мислење, како гледате на таа функција, на таа политичка функција? Не само за Министерството за одбрана, за сите ресори мора да имате соодветни луѓе, односно соодветен персонал кој што ќе има предзнаење за ресорот кој што го води. Она што за жал можевме да го видиме во изминатиот период, гледате дека ја ставија Шекеринска најпрво не ставија лица кои што нема никакви допирни точки со одбраната. Понатаму ја ставија Славјанка Петровска исто која што немала никакви допирни точки со одбраната, значи луѓе кои доправа се учат на ресорот. Првата година кога влезете, вие не знаете каде се наоѓате. Че година дена се ориентирате каде сте и така натаму, а имате сериозно министерство за раководење. И за жал, не сакам да го споменувам она турското, знаете, ако сте лекар, ставете го не знам за земјоделие, или ако сте агроном, па ставете го за здравство и така натаму. Во моментов, за жал, е таква ситуација така каква што е. Моменталното раководство на Министерството за одбрана ја доведе состојбата во армијата да биде крајно хаотична. Знаете, армијата остана без огнената моќ и изгуби огнената моќ. Немаме надокнадување, значи, на тие средства што се изгубени, значи способности, капацитети. И армијата е сведена на едно здружение кој што се граѓани во униформа. Нешто што може секој да го ајде да не одам да бидам престрог, меѓутоа мене ми е жал што навистина е таква состојбата, сме доведени во позиција да нашиве војници, нашиве старешини, нашава армија оставена без сериозна огнена моќ, без орудија кои што би можеле утре да извршат уставната обврска за одбрана на државата. Што во моментот мислам дека не е така. Кажавте страшна работа во една синтагма, со една синтагма, како рековте, граѓани во униформа. Да. Се е кажано овој тук. Ке ве прашам уште нешто. Имавме еден поекстремен случај кога дезертер од две армии беше ставен за министер за одбрана. Да. Па така и тој во тој период, сега знаете, тоа е 2013, ако не се лажам. Не знам точно кога беше. Беше талат министер, на мене ми беше министер за жал. Вашето чувство како војник кој Па ја не, бранел навреда. оваа држава? Навреда беше тоа на чувствата на македонецот, навреда на нас како војници, во тој период зборувам. И така едно понижување кое што го доживеавме во тој период. Стравно. Спомнавте огнената моќ. Како стоиме сега со глобалниот индекс на воена моќ во моментов? Видете, Објаснете само на гледачите што значи тој глобален индекс на воена моќ, како сме стоели и како стоиме денес. видите, тоа се индекси кои што се прават врз база на некакви пресметки. Значи тука се зема буџетот на одбраната колкафе, се гледаат капацитетите, копнена војска со што располага, со какви средства располага, се гледа воздухопловството со какви средства располага, се гледаат потенцијалот за можна идна воена сила од аспект, на пример, колку граѓани можете во даден момент да ги мобилизирате, да ги вооружите, колку сте способни да ги вооружите со тоа оружје, значи дали имате пари тоа да го направите и така натаму, значи има разни параметри од тој аспект. Дали може да ги прехраните, исто така и тоа се гледа. Значи комплетно едно скенирање на фактичката состојба. Македонија паѓаше откако е СДСМ дојдена на власт, цело време паѓаше на таа ранг листа. Од она што може да се види е дека во последните пресметки се ставени работите кои што доправа треба да стигнат. Знаете, 2027, 2028, кои што се предвидени, сега ги ставаат во тој индекс, а тие се уште ги немаме. И од тој аспект може да се каже дека постои одредено напредување во процесот на модернизација, меѓутоа само на одреден дел на средствата. Значи Македонија во моментов ги зановува само средствата за транспорт. И тука пред се мислам на транспортните средства во копнената војска, значи на транспортери, возила на пешадија и така натаму, без разлика како и тие да се викаат. Тоа се сепак превозни средства на пешадијата.
Исто така и во воздухопловството може да се каже. Купуваме транспортни хеликоптери, меѓутоа не купуваме борбена техника. И тоа е проблематично. Од мој аспект, јас како гледам на работиве, ние треба да имаме борбена техника. Техника која што ќе има огнена моќ во даден момент да испали одредено Арсенал. ниво на челик, така кажано условно, на одредена точка. Тоа е армијата. Воспротивно, повторно ќе речам, остануваме како граѓани во униформа. Таква армија имаме. Мене ми е жал што тоа е навистина така, меѓутоа одговорните лица во Министерството за одбрана очигледно тоа не ги интересира. Гледате дека во период на распишани избори потпишуваат договори за набавка на хеликоптери кои што тие нема да ги платат, ќе ги плаќа идната влада на ВМРО ДПМН. И сега ако вие планирате да купите хеликоптери, За колкава ескадрила се работи? се работи за 4 со 4 хеликоптери, помали 4 поголеми, меѓутоа Борбени? Не, транспортни хеликоптери. Тие ги напишале повеќе наменски транспортни. Не знам ја таква терминологија, не ја разбирам. Или е повеќе наменско нештото, или е транспортно. Затоа што ако е повеќе наменско, може да биде и употребено и како борбено средство понекогаш. Во моментов тоа не се прави, значи имаме транспортни хеликоптери, чија што сума... Тоа треба пренамена да се направи. Така? Да се... Па работата е што ги купуваат само како транспортни. Тука е проблемот. И сега, вие ако ги следите последните текови во Европа, не последните, значи гледате на каде оди светот. Војна имате на неколку, па на 1000 километри од тука имаме војна. Доле исто ситуацијата со Блискиот исток не е смирена. Значи вие не може да се доведете во ситуација да очекувате дека некој друг ќе става своји ресурси за ваша одбрана. Вие мора самите да се подготвувате за одбрана, затоа што прво тоа ви е уставна надлежност и обврска, и второ затоа што ако не го тоа направите, вие доведувате државата во опасност. Реков, 50 години се подготвува војска за да се употреби само еднаш. Дај Боже да не се употреби никогаш. Така е. Нашиот став е нели секогаш преговори, подобро 100 дена преговори отколку еден ден војна. Меѓутоа, фактичката состојба е таква каква што е, раководството е тотално незаинтересирано, значи за овој сегмент. Неколку пати дури ни обвинија дека сме сакале нешто дополнително, значи да да ја нападнеме армијата, а во суштина нашата цел е да ја опремиме армијата со соодветни и модерни средства, ресурси кои што ќе можат во даден момент, реков, да излезат, да си ја завршат својата уставна обврска. Добро сте биле вие во тој сектор. Што вели военото разузнавање? Дали ги предупредува, овие така да кажам, луѓе во кои што се на највисоки функции, дека ова што го прават ја сведува борбената готовност на армијата фактички на нула? Па тие информации не идат од военото разузнавање, тие треба да бидат од генералштабот. Меѓутоа мислам дека генералштабот си ја врши својата Но работа и генералштабот треба да биде хранен, така? да, треба да го информира политичкото раководство дека во даден момент таа мисија може или не може да се изврши, затоа што армијата има свои мисии што мора да ги изврши. Јас мислам, мое длабоко уверување дека во моментов ние не можеме како армија да ја извршиме таа уставна обврска за одбрана на државата. И тука повторно кажувам, не треба да се повикуваме дека некој друг ќе не брани. Точно е дека сме членка на НАТО. Точно е дека во даден момент ќе ни дојдат на помош. Меѓутоа, вие кога зборувате за НАТО членството, морате да имате во предвид една работа. А тоа е пред да стигнете да се повикате на колективна одбрана, вие мора да имате ресурси за ваша одбрана лична. И тоа е така и предвидено и во договорот. Секоја држава мора да развива собствени капацитети. Првиот одговор на одбраната мора да биде... А после вие може да барате одбрана. Сега, од тој аспект, повторно викам, секоја држава мора да се грижи сама за себе. Не сакам да кажувам дека нема да ни дојдат на помош или така натака, меѓутоа мора да бидеме свесни дека ние мора први да се грижиме за себе, а после да чекаме помош. Ако чекаме помош без ние да се грижиме, мислам дека е погрешна стратегија. Чехов во една своја драма, мислам во Платонов, има една епохална реченица напишано: сам ако не си ја наместиш масата, не очекува колективот дека ќе ти ја намести. Така е. И тоа е така. Кажете ми, под предпоставка дека утре би станале министер на одбрана, да кажеме под предпоставка вие или некој ваш близо кој што исто размислувате и така натаму, дали сметате дека треба да се збогатат
ај така да кажам, родовите на војска во армијата, затоа што очигледно немаме, како што и сам спомнавте, немаме авиација, немаме противвоздушна одбрана, одреден арсенал кој што може да кажавте да биде испален во одредено време на одредена точка. Дали треба тоа да биде процесот за крепнувањето на армија? Дали, еве конкретно, дали треба ние да развиеме и авиација? Конкретно, еве, не хеликоптери, него, знам, мала територија сме, окей. Но зошто не и авиони? Сега ќе ми дадете малку повеќе простор за ова. Апсолутно, имате целото време. Вака, за тоа дали некој ќе биде или не, мислам јас не сум небитно, тоа е него чисто онака. Не сум најсоодветен кандидат, да. Си имаме други сега Небитно, приоритети. да. Меѓутоа ќе го кажам моето мислење. Значи, за да може да предвидите какви типови, односно видови, родови и така натаму треба да има една армија, ви мора да имате стратегија. Стратегија за одбрана. Во таа стратегија зошто е важна стратегијата? Затоа што во неа се предвидуваат заканите во наредните 5-10 години. Значи, конвенционални закани, дали се тоа држави, дали се тоа недржавни акти, дали се тоа хибридни закани, дали се разузнавачки служби и така натаму, корупција, криминал, исто така се дел од заканите, каде што ќе можат и други елементи да се уклучат, нели? Меѓутоа, сите овие закани се предуслов за да вие можете да ги концепирате силите. Како ќе се борите против овие закани, така ги проектирате силите. За жал, во Македонија нашата стратегија за одбрана е стара. Нашата стратегија за одбрана, што е во директно надлежност на Стево Пендаровски, е пред влезот во НАТО. И сега вие влегувате во НАТО и не правите нова стратегија. Пред Стево Пендаровски да дојде на позиција. Како е можно ова да се случи? Но Стево Пендаровски ја потпишува пред да влеземе во НАТО. Значи ние сме членка на НАТО со стара стратегија за одбрана. Како можно ова да се случи? Па можно, со овие неспособни, со овие неспособни се е можно. И тоа сме го збореле јавно, јас неколку пати во мои јавни настапи сум го говорел, меѓутоа тоа не инициира никакви процеси, едноставно не ги допира таа работа. Не можете да водите армија и да бидете врховен командант на таа армија, да не се заинтересирате да ја смените стратегијата која што датира пред НАТО. Значи вие кога влегувате во НАТО, заканите веќе се менуваат. Затоа што НАТО веќе е одбранбен сојуз, воено-политички сојуз кој што има граници. И тие граници треба да се бранат. Во моментов, еве, дури последниве случувања што се случуваат, имате прием на нови членки. Значи и границите се менуваат на постоечкото НАТО. Така се зголемуваат границите. Заканите еволуираат на годишно ниво, некогаш и побрзо. Знаеме од каде иде заканата, начално, меѓутоа тоа не е предвидено во стратегијата за одбрана. И сега како вие ќе развивате сили без да имате стратегија за одбрана? Тоа е катастрофално, тоа е погубно за една држава која што е членка на НАТО. И од тој аспект јас мислам дека треба подитно, значи после промената на власта, тоа да го направиме со новата председателка Гордана Силјановска-Давкова, веднаш да се донесе со владата на ВМРО ДПМН во соработка, да се донесе стратегијата за одбрана за да се види каков вид, каква структура ние понатаму ќе развиваме. Една работа е се единиците за поддршка на НАТО, кои што се димензионирани во соработка со НАТО, а друга работа е системот одбранбен во кој што ќе учествуваат домашни, односно единици и со поддршка од локалното население, со граѓаните и така натаму. Така се развива еден систем за одбрана. Ако вие се наслоните и очекувате дека само една НАТО единица ако ја развивате, што е во големина на ај сега да не баратам со бројки, да не изнесам некакви класифицирани информации, за да не ме обвинат и така натаму, меѓутоа мислам дека тоа е премалку. Тоа е премалку и затоа викам, после промената на власта ќе следи нова стратегија за одбрана, ќе следат можеби и одредени ремоделирања на структурата. Во тој контекст треба да се гледаат и димензионирањето на безбедносните служби, значи рационализација на одредени позиции, на одредени функции, на одредени надлежности. Така една малку подсваста централизација на структурите, затоа што сите мора да работат во интерес на националната безбедност, а не како што е досега. Мислам, таа е веќе позната како досега и таа како досега не доведе тука кај што сме. Не доведе во ситуација да Македонија нема соодветен одбранбен систем за да се спротивстави на заканите, нема соодветен безбедносно разузнавачки сектор кој што ќе се занимава
со заканите, а не со опозицијата, со следење на председател, на подпредседатели, на раководството и така натаму, кои што ќе пишуваат извештаи до нашите партнери од НАТО, со измислици, со наместени, со фингирани настани и така натаму и така натаму. Сакате да кажете дека во периодов војното разузнавање, безбедносните служби во армијата дека работат против интересите на Не, за војното разузнавање тоа не можам да го кажам, меѓутоа можам да го кажам дека тоа го прават од Агенција за разузнавање. Значи, една структура која што таму има одлични професионалци, честни луѓе, лично познам голем дел од нив, меѓутоа раководството на таа структура е целосно партиски ориентирано или еве поточно е во функција на актуелниот председател на државата Стево Пендаровски, кој што воедно е и кандидат за председател на државата. Тоа раководство на таа структура е целосно фокусирано на опозицијата, односно на ВМРО ДПМН, со фингирање, со измислување на работи, презентирање на неточни податоци со цел да не отцрнат генерално како структура, лепење на не знам какви етикети, што мислам дека е крајно неодговорно. Институциите и безбедносните служби не треба да бидат во функција на ниедна личност, туку треба да бидат во функција на системот и во функција на заштита на човековите права на граѓаните, а не да бидат тие што ќе предничат во кршењето на нивните права, па и дополнително и фингирајќи и измислувајќи работи. Од друга страна станува збори за едно коруптивно раководство. Ние неколку пати држевме и пресконференции на таа тема, каде што јасно посочивме и прашувавме зошто и на кој начин може сопруга на директор на Агенција за разузнавање, која што е магистер по агрономија или земјоделски инженер, така натаму, да добива грантови од 500-600 евра. Чекайте. За дејност која што е поврзана агрономот со работата на незиниот сопруг. Па тој е сопругата на директорот на Агенција за разузнавање. Сега вие земате грантови за работа која што ја врши вашиот сопруг. Тука имате директен конфликт на интереси. И од страна на нашата партија тоа неколку пати беше прашувано. Како е тоа можно? Зошто молчи Пендаровски? Пендаровски е човекот кој што го има поставено тоа лице. Зошто молчи? Па затоа што му ги врши нечистите работи кон опозицијата, и Пендаровски треба да биде повикан на одговорност еден ден затоа што знаел за овие работи, а молчал. Значи ова не се тајни, ова се работи за кои што постојат докази, постојат документи, свесен е тој дека ги имаме, ние дел нив извадивме во јавност, меѓутоа на тој начин не се води една институција, посебно не институција како Агенција за разузнавање, која што е служба од највисок безбедносен приоритет, нели така? Тоа се дел од службите, се дел од националниот безбедносен систем. Ако на тој начин испумпувате пари, мислам дека тоа е трагедија за системот на една НАТО членка. Значи, горе-доле ништо не е сменето од пред 60-70 години. Ако КГБ беше мечот на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, службата за државна безбедност претходно УДБА беше мечот на Комунистичката партија на Југославија, излегува дека оваа Агенција за разузнавање наше е мечот на Пендаровски, тоест мечот на затоа што се користи директно против опозицијата. Тоа им изгледа главна дејност против опозицијата. За жал така е. И мислам дека затоа треба таму да постојат, да се случат одредени промени. Зборувам за во делот на раководството, затоа што луѓето доле што тоа го работат, тие го работат тоа по наредба. Знаете, тие се строго хиерархиски средини каде што некојаш можеби нешто нема да ви се допаѓа, меѓутоа ќе треба да го одработите затоа што некој ви го наредил. Таквите наредби доаѓаат директно од директорот на агенцијата и мислам дека после промената на власта ќе се следи едно истражување, една дополнителна проверка на овие податоци, на факти и ќе се повикуваат поединци на одговорност. Мислам, тука не треба да има дилема дали тоа ќе се случи или нема да се случи. Ќе се случи. Многу политички аналитичари, луѓе од безбедносните структури во регионот, често пати Скопје го употребуваат една метафора дека е разузнавачка наблюдувачница на Балканот. Колку е тоа вистина? Колку има сличности со она Казабланка на Хемфри Богарт и
ова што денес се случува во Скопје. Колку е тоа точно дека е и зошто е тоа така наречено од многу аналитичари и луѓе од безбедноста од регионот разузнавачка наблюдувачница? Не би можела сега за тоа да зборувам, за Казабланка, за Хемфри Не, Богат и ова така пат се натаму, го- споредбите да. да ги правам. Да. Не сум директно вклучен Малце во... комично ги направи, но Да, меѓутоа, на- да ги имам слушнато тие споредби. Факт е дека како држава ние сме интересни. Држава каде што се судираат повеќе интереси, иако ние сме дел од западниот цивилизиран свет. Барем таму сакаме да одиме. Тоа е нашата стратешка определба, нели, да бидеме дел од западниот цивилизиран свет, од кој што за жал поради овие што се на власт во моментов не сме. Затоа сега сме први на листа на корупција, први сме по бегство од затвори и така натаму, значи да не ги редам сите најнегативни индекси по кои што сме последни во Европа. Меѓутоа во делот на интересот на странски разузнавачки служби, структури и така натаму, веројатно е дека постојат, меѓутоа јас немам детали. Подолго време веќе сме ние надвор од институциите на системот, веќе 7 година сме надвор од системот и не добиваме никакви извештаи, не брифираат надлежните институции, надлежните органи. Гледате дека тие повеќе се фокусираат, реков, на следење на политичкиот противник, на ВМРО ДПМНЕ, како да isfingiraат некакви настани, отколку да се занимаваат со вистинската работа, тоа што им е мисија, односно за што се платени од граѓаните. Не би можел уште еднаш да потврдам дека е тоа така или не е така, меѓутоа факт е дека постои злоупотреба на службите. Добро. Се малце се фатив ко питбул на тема, уште едно поконкретно ајде прашање. Колку Македонија денес, конкретно македонците, се наоѓаат под удар на петата колона, кој што сите гледаме што се прави тука, дека многу агентури има од соседството кои што тука отвараат разни клубови, прават одредена пропаганда со која што се негира македонството, се негира македонската посебност на македонскиот јазик, историја. Како гледате вие лично, како гледате како партија на тоа, затоа што мислам дека се овие круцијални теми, оној момент кога ќе дојдете на власт, во што искрено не се сомневам, веројатно дали сте свесни дека ќе треба да почнете тој имунолошки систем кој што е сега метастазиран, загрозен, да го малтене да го градите од темели, што се вика. Видете, Сашо, петата колона е во власта. Јасно, колона да. е во власта. Тоа се тие на структури кои што во моментов ја владеат Македонија, односно не ја владеат, туку имаат распродадено државата. Ги имаат распродадено националните интереси. Тие воопшто не се грижат ниту за достоинството на државата, затоа викам, сме понижени и дома и надвор. Тие воопшто не се грижат за тоа како нас не перципираат кога ќе седнеме утре на маса, односно тие во моментов седат на маса со челниците, нели така се фалеа. Ќе седиме до Норвешка и не знам, ќе сме имале моќно одлучување и така натаму. Замислете да доаѓате од држава која што си го има променет уставот неколку пати, си го има погазено името, си го има погазено достоинството, прифаќа се што ќе ги побараат, само затоа што сте корумпирани. Тоа сите знаат дека вие сте корумпирани. И сега да седете со некого на маса, врвен политичар од европски ков, да седнете со него на маса. Нема да сака да седи со вас. Не ве почитуваат така. Вие мора да се изборите за вашето достоинство. Ако сте уценети, како овие што се уценети, затоа што се криминални, тогаш вие сте така нечија маша за извршување на одредени работи на некој од соседите. Меѓутоа, вие не сте политичар со кого некој од надвор би сакал да седи. И таа е таа пета колона што ја кажувам. Тие луѓе треба да си заминат од македонската политичка сцена. Тие луѓе треба да бидат повикани Само на да се одговорност. заминат или треба да бидат одговараат? повикани да, на одговорност за сето тоа што го имаат направено на државата, затоа што има многу елементи по кои што може да одговараат. Тие луѓе со тој начин на однесување допринесуваат луѓето да си одат надвор од државата. Не се само промените на уставот и така натаму. Или економски причини. Да. Тоа е поради немање на статус, поради невладење на правото, поради немање на правда во државата. И луѓето си заминуваат, не се заминуваат само младите. Си одат и луѓе кои што се добро ситуирани, меѓутоа не сакаат да живеат во ваква држава каква што имаме. Јас многу пати го имам тоа кажано, ќе го кажам и сега, додека се овие на власт, Македонија ќе тоне. Среќа е што
за многу кратко време, на 24 април, ќе стигне потврдата дека ќе бидат променети, а на 8 мај ќе го верификуваме тоа. Ќе ги пратиме во историјата, а после тоа ќе си ги повикаме на одговорност сите еден по еден. Оти ако дозволиме ова да помине неказнето, да си ја крадете, да си ја плячкате државата, да ја понижувате државата, верувајте дека Да ја предавате државата. да ја предавате, да, вие нема да имате напредок. Македонија мора да биде да ја направиме заеднички сите, тука мислам и на македонци, и на албанци, на турци, власи, бошњаци, сите, да ја направиме едно досадно место за живење. Да не се занимаваат луѓето со политика, секој да си го гледа својот бизнис, секој да си ја гледа својата работа, да не се занимаваме со политика. Така треба да биде Македонија во иднина, според мене, димензионирана, а не да биде држава која што секојдневно ќе слуша за скандали, секојдневно ќе слуша, не знам, за упади во МНАФ, значи во контрола на летање, да загрозувате НАТО членки, да загрозувате луѓе кои што се... Па нешто слично спомнавте дека истото се случило во армијата со тестовите. Оно што се случи во МНАФ, Да. со неположени тестови ги примаат како исто. контролирани, значи тоа е Такви истијата работи формула. Не сакаме да слушаме за такви работи. Тоа треба да си биде, кога порано го имало тоа. Никогаш такви работи не сте слушнале. Меѓутоа овие работи сега излегуваат на виделина, се гледа дека партизираноста, па дури би рекол и неспособноста за да се спроведат критериумите, не е само желбата, можеби некогаш и имало желба на почеток, меѓутоа и неспособноста да се спроведат реформите со наметнување на критериуми не доведе до оваа состојба. И затоа викам, потребни се промени на оваа држава и потребна е сериозна победа на ВМРО ДПМН за да можеме да ја реформираме, да ја реструктурираме, така речено, целокупната институционална поставеност во државата, затоа што ако немаме функционални институции кои што ќе одговараат, повторно викам, за државата, кои што ќе работат за граѓаните, а не во интерес на партијата и заштита на партијата на власт, ние нема да имаме напредок. Имаше информации пред подолго време дека имавме проблеми со безбедносни одредени наши луѓе со безбедносни сертификати во НАТО, не ќе да ги примат. Во тоа време негде излезе информацијата, јас сум правил со тоа смешки на мојата емисија преку Тасевски шоу дека затоа што вие спомнавте преска кога рековте седат еден, битно име да седат еден до друг тамо во НАТО со не знам кој, со не знам кој. Имаше во тоа време пред 2 години, сега не знам кога беше точна информација, дека наводно во моменти кога се одлучувале за некои покруцијални прашања на ниво на некои структури, нашата делегација дури била замолувана да не присуствува, да го напуштите. Ја не знам каква е таа процедура тамо, но имаше таква информација, ако знаете за што зборувам. Не сум информиран дека биле замолувани да напуштат состаноци, меѓутоа факт е за да присуствувате на класифициран состанок треба да имате безбедносен сертификат. Тие работи што ги направија со безбедносните сертификати ги употребија механизмите на моќта, на власта за пресметка со одредени структури кои што не им одговара, мислам дека се крајно нечесни. Добар дел од луѓето што изгубија сертификати во тој период добија на суд, од она што го јас знам, значи на суд добија дека биле фингирани одредени работи, затоа во првиот дел на емисијата спомнав фингирање на настани, на измислување на настани, злоупотреба на моќта. Зошто? Затоа што за безбедносен сертификат да изгубите не треба судска пресуда. Доволно е еден да каже дека вие сте сомнителен и дека сте седеле со некого кој што е исто така под некаква сомничавост тоа на може да одредени биде органи, тоа може било монтирана овај Па апсолутно така, видовте дека во изминатиот период тоа го имаш и затоа судот има и донесено такви одлуки. Сега кој ќе им го плати на луѓето тоа што тие ги изгубиле сертификатите, дел од нив заминале од позициите на кои што се наоѓале, тоа треба да се бара повторно, нели, преку судските лавиринти, затоа што тоа е единствениот начин како може тие луѓе да бидат рехабилитирани. Добро, во главите на оние кои што се во тие структури на НАТО, нели, високи и така натаму, како делува тоа кога една држава испраќа луѓе во структурите на НАТО без соодветен или без валиден безбедносен сертификат, мислам, со кој памет, тоа ми е прашањето. Како тоа си го дозволуваат? Да, вие мислите за НАТО представникот. Да, тоа е периодот на Шекеринска кога беше министер за одбрана и Стево Пендаровски, нели? Тие без соодветни проверки пред да ги направат,
го праќаат човекот да оди Имаш и со во... Фрчковски, мислам, некоја... Па и Фрчковски го враќа. Го враќа. Доби тој негативно од Соединетите Американски држави во Вашингтон, се врати назад и сега, за да не го пратат во Вашингтон, видете каква небулоза направија. Пендаровски, за да не го прати во Вашингтон, бидејќи одбиен од Вашингтон, имаше такви информации. Сега јас не можам да ги тврдам тие работи, меѓутоа такви беа информациите. Добре, тие доаѓа по сите медиуми информација. Беа, така. Меѓутоа, не сакајќи, односно не можејќи да го прати во Вашингтон, го прати во Њу Јорк, во Обединетите нации, повторно на тлото на територијата на државата, Кој што не го кој што сака. дава негативно. Сега ви кажува зошто, за кршење на човекови права и така натаму, сега не се сеќам точно на наводите зошто беше одбин, меѓутоа беше одбин. Сега ако овој е ваш стратешки партнер, Веројатно за тие наводи има и некои други за кои што не знаеме. Предпоставувам. Сега вие го праќате повторно на таа територија, мислам дека е така едно крајно неодговорно однесување на моменталниот претседател на Тоа не е државата. сериозно, тоа не знам како да се дефинира тоа Па просто. очигледно должат и претседателот Пендаровски и сите овие структури му должат на лицето кое што е заминато таму, имаат некои нерасчистени должничко-доверителски односи и ете така на тој начин му се одолжува. Што мислам дека е Што погрешно. зборувате, господине Ковачки, ова што го зборувате, не знам како да кажам, Не е изгледа дека државна, ова да. приватна прчија, Да, кажувате дека Па да. граѓаните не треба да се чувствуваат безбедно во вакви безбедносни структури, со ваква армија. Кажувате дека заради причинско-доверителни односи дека се праќаат сомнителни луѓе на битни позиции во светот кај што Така треба е. да ја представуваат државата, да бидат еден вид на амбасадори на Македонија. Како да ви кажам, мислам, ова е шокантно како Тоа е вистината. Тоа е вистината и затоа се бориме да ја промениме реалноста. Затоа викам, секој граѓанин мора на 24 април да излезе и да гласа против оваа структура која што ја доведе оваа состојба во состојба на безизлез и да гласа за ВМРО ДПМН. Ајде да дојдеме до тоа, затоа што 2-3 пати го начнавте, јас тоа немаше да ми избегаат тие прашања секако. Изборите се пред нас, председателски и парламентарни. Според она како дише јавноста, сега јас не сум тука лични мои согледувања да кажувам, или импресии, но според тоа како диша јавноста, изгледа дека е завршено со оваа политичка гарнитура, пред се мислам на Социјалдемократскиот сојуз, дека заради многу небулози што ги направија глуповсти, национални предавства изминативе 6 години си потпишаа смртна пресуда како партија, Лејано Војнина. Дуи е посебна паралелна приказна. Така што најверојатно е дека ВМРО ДПМН катастрофално ќе го порази Социјалдемократскиот сојуз на изборите. Прашање е само колку разлика. Интуитивно посакуваме тоа да биде со што поголема разлика. Но ќе ве прашам, очекувате ли валкан игри дури и ВМРО ДПМН да го совлада катастрофално Социјалдемократскиот сојуз? Што очекувате на ниво на извршен комитет кога се собирате? Какви све карти асови од ракавот може да извадат за да биде одложено или оневозможено предавањето на мандатот, затоа што му истекува и на Пендаровски, нели, со изборите. Дали тука има простор за такви асови од ракав, шепнати од некаде, договорени? Видете, ако тоа се случи, тоа би било директно против вољата на граѓаните. Тоа е недемократски. Точно погодивте срцта каде така. ми беше на прашање. Затоа што вољата на граѓаните можеме да ја гледаме по сите анкети. А таа е над 70%, 60-70% сметаат дека државата оди во погрешен правец. И ако токава бројка имате, што е директно против вас, едно 5-6% само сметаат дека се движи во правилна насока, тогаш вие сте во едно целосно малцинство. Спорувам во Добра, ама тоа го имавме и за референдумот. Тоа го имавме у многу други Меѓутоа, ситуации.
Територијалната поделба 2004. Променети се условите, зборувам генерално. Во моментов на сите им е јасно и на малите деца им е јасно дека ВМРО ДПМН доаѓа на власт заедно со својата коалиција. На сите им е јасно дека победата ќе биде огромна. Дека овие ќе бидат прегазени и треба да бидат прегазени, затоа што се што и направија на државата, доколку вакви ликови добиваат гласови, тогаш очигледно е дека имаме проблем со нешто друго. Веројатно ќе има подкупи, ќе има закани, ќе има уцени и така натаму, што е недемократски. Затоа викам, секој глас за нив, јас знам дека ќе биде, нема да биде одсет, затоа што тие немаат веќе идеологија. Тие купуваат, тие се закануваат, тие уценуваат и така натаму. Неспорно е дека ВМРО ДПМН ќе однесе големата победа. И неспорно дека СДСМ ќе биде жестоко поразен. Ако се случи да се обидат на било кој начин да ја запрат, односно да ја оспорат победата на ВМРО ДПМН, мислам дека тоа ќе биде, реков, крајно недемократски и нема така да седиме, затоа што се знае волјата на граѓаните. Доста беше мајоризација на македонците. Овој начин на кој што успеа да направат... Миноризација, мислите? Мислам на тие што доминираат врз македонците, добро. кои што се во поголем број, политичката партија, тоа е ВМРО ДПМН, кој што има и најголема пратеничка група и најголем број на градоначалници, да бидат понижувани и навредувани од СДСМ кои што се малцинство кај македонците и од 13 пратеници на ДУИ, кои што буквално доминираат врз СДСМ, кои што се во една целосна субмисивна улога, подредена улога, кои што воопшто не мислат за развој на државата, туку мислат како побрзо и повеќе да се збогатат. Крајот се ближи, тие тоа го знаат, исплашени се, ги гледаме и по комитетиве на некои места, значи им затвараат врати, не сакаат да се сретнат никој со нив веќе. Меѓутоа, За какви места зборувате? кога одат во посета на граѓани, луѓе избегнуваат да се среќаваат со нив. Тоа да. Затоа што на вистина е понижување за македонецот да после се што му направивте, додите и да го молите сега да се поздравувате со него и да барате поддршка. Без разлика, реков, дали ќе влезете со пари, со подкуп, со уцена, затоа што сте му завршили некаква работа, тоа е понижување за македонецот и за македонската нација. Мислам дека ќе се обидуваат, ќе прават се, затоа што знаат дека губат, знаат што можат да изгубат, имаат многу да изгубат. И затоа се местат на пратеничките листи, гледате министрите, не знам, Оливер Спасовски, моменталните министри се местат на пратеничките листи заради имунитетот. Имунитетот нема да ги спаси. Секаде каде што ќе најдеме пропусти, кои што ќе бидат документирани, ќе бидат процесуирани и ќе има одговорност. Да не се лажи, повторно втор пат го кажам ова на емисијава, да не се лаже некој дека ќе се пазари или дека ќе може да се забошоти. Нема забошотување, одговорност ќе има. Стравот е голем, знам, меѓутоа секој требало да си води сметка за тоа што правил, што потпишувал, со кого се врзувал, со мафијашки, со немафијашки структури и така натаму. Значи секој да си води одговорност, односно да си води сметка за тоа дека следи одговорност. Сега во моментов, дали се променети, така да ги кажам го, не го сакам тој збор, многу често се употребува излитене, дали се променети сигналите кон вас кои што ги добивате во моментов од меѓународната заедница, така да се изразам, кога и тие самите сватија каква штета прави Социјалдемократскиот сојуз не само на државата овде, на народот, туку и кон нив. Коректни се односите со меѓународната заедница, со нашите партнери. Ние немаме зашто да се грижиме од таа страна. Нашиот фокус е на нашите граѓани, затоа што не гласа меѓународната заедница, гласаат нашите граѓани. Добро, но знаете и сами дека ако почнат тие ракави да ги, овие асови да ги вадат од ракав, дека тоа секако нема да биде без посредство, без идеја дадена од... Јасно име на сите, значи со каква структура се соочуваме ние во Македонија. Јасно име на сите дека непосредната демократија е значи големиот дострел за демократијата, значи изборите се најголемиот дострел, и на сите им е јасно дека ако граѓаните ја дадат шансата, а ќе ја дадат, тогаш нормално е ВМРО ДПМН да ја предводи едната влада,
а СДСМ да замине во опозиција и реков да биде повикана на одговорност, зборам за носителите на државните функции кои што доведоа до ова дереже. Коректни се односите со меѓународната заедница, исто како би се изразил, значи на сите состаноци со нив ние ги презентираме нашите аргументи, нашите факти. Од нивна страна се изразува загриженост за високото ниво на корупција, за високото ниво на криминал, за состојбите во кои практично е доведена државата, затоа што сепак внимавајте, ние сме НАТО членка и земја која што треба да почне преговори со Европската унија. Овој степен на корупција го нема никаде во Европа, значи и криминал, и затоа и верувам дека и тие и во нивен интерес е да се расчистат работите во државата, затоа што кога имате криминал и корупција на толкаво ниво, вие ги загрозувате дури и НАТО партнерите. Тоа го И НАТО и партнерите од Европската унија. Вашето гледање на проблемот со отварањето на уставот? Не, ние за тоа многу пати сме се произнесли. Но често пати Социјалдемократскиот сојуз стравотно ви ги спинува вашите ставови. Па може да спинува, тоа е нивна работа. Нивна работа, тие немаат веќе гориво во резервоарот и мора тоа така да го кажуваат на вистина, затоа што друго тие ќе понудат? Тие се веќе 7 години на власт, видовте, со буџети од 5,5 милиарди евра не можат ништо да направат. Со Бехтел и Енки, Бехтел, Енка, гледајте што се случи. Ке го подпишуваат, па не го подпишуваат, со клинички па го враќа. центри, со Ништо, клинички, Формула тоа се 1 распад. стази, со Па Google седишта. IKEA, Facebook и така натаму, тоа ништо не видовме. Знаат дека кога е ВМРО ДПМН на власт со дупло помал, со двојно помал буџет се прават и автопати. Морам да споменам во изборна единица број 3 каде што е направен автопатот до Штип, каде што е isprojektиран и isfinansiran експресниот пат до Кочани и така натаму. Каде што ќе направиме клиничката болница во Штип, овие што не успеа да ја направат, Европската банка си ги повлече средствата заради неспособност, заради неградење и така натаму и на останатиот дел од територијата. Меѓутоа, не можејќи да зборуваат за овие теми, за проекти за градба, сега зборуваат за нешто имагинарно, отворање на уставот, ВМРО ДПМН што и како ќе направи. ВМРО ДПМН ќе направи така како што е во интерес на граѓаните и на државата. А тоа е следното: ние промена на устав под бугарски диктат не прифаќаме. Или ќе најдеме соодветен јазик за продолжување на преговорите со Европската унија. Затоа што тоа е приоритетот. Ние мора да продолжиме на патот кон Европската унија, меѓутоа не можеме да бидеме понижени. Ние мораме да имаме гаранции дека тој процес кој ќе го почнеме, дека ќе го завршиме. Затоа што еве од нивна страна тоа што го кажуваат, дајте да го отвориме уставот и готово ќе влеземе во Европската унија. Неточно е тоа. Ние нема да влеземе во Европската унија со отварањето на уставот и внесот на бугарите. Ние немаме никакви гаранции дека тоа ќе се случи, затоа што наследното, од кога тоа ќе се случи, ќе следи ново вето. И тоа, впрочем, го кажува и самиот Пендаровски. Да. Пендаровски го кажа на И интервју. бугарите го имаат кажано во неколку прилики, нивни челници. Човекот кој што зборува за таа работа и Ковачевски заедно, дека може да се случи ново вето, сега нас не убедуваат и лажат граѓаните дека ВМРО ќе направило или немало да направи одредени состојби кои што ќе значат напредок на државата. Напротив, викам, ние сме сите определени за Европската унија, таму сакаме да одиме поради стандардот, поради критериумите, поради владењето на правото, поради благосостојбата на граѓаните, поради развојот на државата, меѓутоа достоинствено тоа да го Не под ултиматум. Така, не под ултиматум и достоинствено. Значи, многу важно е да бидеме достоинствени членки на Европската унија. Ова сега што го зборувавме за отварањето на уставот ќе биде дел од написмено пишано во вашата програма? Ќе излеземе со став како тоа ќе го решиме. Значи, повторно ќе биде околу оваа тематика која што ја зборуваме. Значи, ние мораме достоинствено да влеземе во Европската унија. Да влеземе, зборувам, не само за да ги почнеме преговорите. Морам да ве прашам вашиот став за Квислиншкиот договор со Бугарија и оној од нивици што претходеше, што беше како предиграно на што се случи со подпишувањето на договорот со Бугарија. Видете, тоа сме го зборувале ние тоа во изминатиот период многу пати, меѓутоа морам да ги поставам ставовите, бидејќи ме прашувате. Тоа се случи на еден крајно нецивилизиран начин. Еве, прво за Преспанскиот договор. На еден крајно нецивилизиран начин, недемократски начин се случија тие промени. Дали имавте неуспешен референдум, па после имавте силување малтане на демократијата, и тоа во највисокиот дом
највисокиот храм на демократијата во собранието. Знаете, пратеници беа уценувани, влечени, од притвор беа вадени за да гласаат и така натаму, нешто што е недоликува на една демократска држава. Меѓутоа, под присила, под закана, кога е некој, ете, тоа го направија, што го направија и тоа е погубно, кажувам, и за Македонија и за граѓаните. Па и за честа на Македонија, тоа е можеби и најважниот дел. Во делот со Бугарија, тоа што го подпиша исто така, знаете дека ние бевме сериозно против подпишување исто така на еден таков договор, односно имавме забелешки. Ние бевме исклучени од процесот, неколку пати се нудевме, значи за да помогнеме, за да не се доведе државата во оваа состојба. Нудевме и тимови за И тоа е точно, 4-5 тима да. таму нудевме за да соработуваме во делот, не знам, на енергетиката, на инфраструктурата, на културата, на спортот и така натаму. Гледате дека сите тие предлози од нивна страна, зборам од СДСМ, беа одбиени. Практично ние како ВМРО ДПМН бевме доведени во ситуација да слушаме што е договарано од страна на бугарските медиуми. Ние не знаевме што се случува. Да, тоа беше Тотално све под бевме голема исклучени. тајност, сите преговори. Под тајност, дури председателот на државата кажуваше дека не видел никаков предлог, за да после 4-5 дена излезе и да каже дека тој го правил предлогот, дека тој го преговарал предлогот. Значи на целосна, како да речам, Шизофрена состојба, одсеченост на наша страна, а од друга страна човекот кој што нели наутро излегува со еден став, на пладне го да објаснува, највечер се демантира самиот себе си, е тој кој што е носител на, зборам за Стево Пендаровски, тој кој што е носител на тој предлог. За жал, ете, гледаме дека тој договор не е за добрососедство, туку е за блокада на Република Македонија. И токму затоа укажувавме и баравме да бидеме дел од тие процеси, за да не се случат како што се случуваат сега во моментов. Се надевам дека ќе има разбирање и од бугарска страна, дека навистина ако сакаме да бидеме добри соседи, а ние сакаме да бидеме, затоа што ние навистина немаме проблем со бугарскиот народ, туку имаме проблем со делот од политичката елита која што гледа на нас како, не знам, Титова Вие знаете творба, дека сме вештачка творба и така натаму, тогаш навистина тоа е некоректно кон еден сосед. Ние тоа не го правиме кон никого и не сакаме никого да ни го прави на нас. Колку можете да очекувате дека бугарската страна ќе ве разбере, ако се земе у предвид дека тие имаат 100% консензус за меморандумот што го подпиша, што го изгласаа во парламент, за оно што го пратија подоцна во сите структури на Европската Унија, тие имаат 100% консензус. Како мислите дека тие би не разбрале Па тука е од позиција на сила и моќ? Тука е проблемот, са убаво дефиниравте, да, тоа од тук и дито станат уште на времето. Тука е проблемот што ние како македонци немаме национален консензус, затоа што ние дозволивме ние како македонци да не се бориме за нашите права, дозволивме, СДСМ беше на власт, нели? Тие дозволија да преговара некој друг во име на македонците. Јас не сум шовинист, меѓутоа сум човек кој што не сака да му се чепка во идентитетот, верувам и најголемиот дел од македонците, меѓутоа има одредена структура македонци. Антиевропско однесување. Така, кои што дозволија други да водат преговори во нивно име, давајќи им поддршка. И тука е големиот проблем. Ние македонците, борам како народ, треба да бидеме обединети во тоа прашање, примерно, а после тоа на бродот, така речено, да ги качим и останатите кои што живеат во Македонија, затоа што ако јас се грижам за правата да бидат почитувани на сите останати, очекувам максимален респект или во најмала рака исто толков респект кон мене како македонец од страна на сите останати. И тука е проблемот, викам, ние македонците не смееме да дозволиме да бидеме разединети, мора да се обединиме по ова прашање, затоа што ако по ова прашање сме разединети, тогаш не знам по кое друго прашање ние би требало да бидеме обединети. Спомнувавте цело време стратегија, вие сте војнички ум, вие сте воспитуван да размислувате, обучуван да размислувате неколку потези однапред. Како планирате да нема да одам кон екстремно на што се зборува, можат ли да се поништат тие договори предавнички, не можат ли, не е битно. Како планирате да ја минимизирате штетата што е направена со тие договори во Нивици и потоа со оној договор со Бугарија, така наречен за добро соседство?
Еве веќе кога одиме на таа тема и изборуваме за стратегии, јас ќе кажам дека битката е загубена тогаш кога ќе се предадете. Мислам дека тука јасно Се е Ние кажано. не се предаваме и ќе се бориме до крај. Моментот кога ќе се предадете, вие сте изгубиле битката. Ние не се предаваме, затоа што тоа ни е прво во крвта како македонци, тоа ни е оставено како аманет од нашите предци, луѓе загинале за оваа држава. И мислам дека треба да оставиме на средена држава, држава со достоинство за идните генерации, а не да дозволуваме нашите генерации да стануваат, не знам, горди словенци, да стануваат горди германци, горди англичани и така натаму, да бегаат од државата со тоа што ќе земаат туги државјанства. Ние треба да си ја негуваме нацијата, треба да си ја едуцираме нацијата со вистинската историја, а не да прифаќаме договори кои што, за жал, реков, прифатиле веќе, да менуваат историски учебници, историски читанки, со кои што се, условно кажано, се ретушира историјата на македонскиот народ. Едно тешко прашање, малку провокативно. Која е разликата во пристапот, менталитетот кон решавање на проблемите, кон сите овие работи што го задираат македонскиот идентитет, решавањето на македонското прашање на штета на македонците што се одвива во ЕК? Која е разликата од ВМРО ДПМН пред 10 години и ВМРО ДПМН денес со едно друго раководство? Видете, ВМРО ДПМН е политичка партија која што има континуитет во своите ставови. Ние секогаш сме биле на браникот на македонските национални интереси. И тука немојте да имате дилема дека има разлика во нашите ставови од тој аспект. Ова ново раководство на ВМРО ДПМН е посветено пред се на економијата, на развојот на државата, на енергетски проекти, на инфраструктурни проекти кои што ќе треба да ја развиваат државата. Јасно е дека ние како десно ориентирана партија секако дека ќе се грижиме и за конзервативниот пристап кон состојбите. И таков пристап и имаме. Тој пристап нема да го смениме. Меѓутоа, факт е дека не можете цело време да одите на една карта да ја зборувате само историјата и само прашања кои што на крај не носат прогрес. Ние треба да се фокусираме на напредок, на прогрес, на развој. Тоа што си е наше си останува, си го чуваме, си го пазиме и не разговараме за тоа, меѓутоа фокусот треба да се даде на развојот на државата и пристапувањето кон Европската унија. Пристапувањето кон Европската унија не е само делот на благосостојбата и добивањето пари од тие фондови и така натаму. Мислам дека тоа е дел и може да се каже дека е и безбедносно прашање. И тоа тие што ја следат проблематиката знаат зашто ова го кажувам. И очекувам дека во наредниот период, значи после промената на власта, ќе имаме отворена поддршка од нашите пријатели, меѓународни пријатели, за да пристапиме, да го направиме тој чекор кон Европската унија и што побрзо, кажам, да се интегрираме во Европската унија. Колку добивате како партија во овие, така да кажам, пред очи на изборите од вашите сестрински партии од Европа, десните партии? Дали се среќавате, дали имате комуникации, дали ви даваат пасови, на што се вика со фудбалски термин, дали имате, така да кажем, од нив некоја конкретна понуда за искрена братска, партиска помош како идеологија иста што терате и така натаму? Да, одлична е соработката со сестринските партии. Ние знаете дека членуваме во ИПП, во Европската народна партија, кои што се најдоминантни во Европа, највеќе премиери имаат од европските народни, значи членките на, односно партиите на Европската народна партија највеќе премиери имаат. Се очекува за многу брзо време и во Македонија да имаме премиер од Европската народна партија, односно од ВМРО ДПМН, нашиот председател Христијан Мицкоски, и секаде каде одиме, значи добиваме масовна поддршка. Гледате на последниот конгрес каде што беше наша делегација, значи партиска, председателот како беше представен, на кој ниво беше пречекан, нивото на говорот што го одржа, така да имаме одлична соработка на тоа ниво, на тоа поле и очекуваме поддршка, значи после промената токму од тие партии, затоа што, како викаат, кога сте сам,
многу потешко ќе успеете отколку кога сте нели заедно со повеќе и поддршка од останатите. Драган, која е според тебе, извинувам, многу прашања вака ми навира, која е според тебе причината што на европскиот континент постои еден амбиент каде што полека го губи здиво таа лева опција, тие леви партии, либерални партии, на сметка на тоа јакне десницата, десните партии. Што мислите, кој е причината за тој сменет амбиент? Оти гледаме дека тоа се одвива на многу земји, јакне десницата, дури не само она што се вика умерена десница, туку екстремната десница зема замав. Каде оди светов или зошто е тоа така? Не би можел сега тоа да го толкувам на тоа ниво, на европско ниво, не би сакал тоа тука да се пуштам во таква дебата. Јас би сакал да останам на македонски рамки. Во Македонија гледате тие што се представуваат за левичари, а не се левичари, туку се криминалци кои што крадат, немаат никаква лева идеологија. Има раст можеби и кај одредени структури кои што се финансирани токму од овие првите, зборам сега, за во Македонија зборам, со цел да нанесат штета на десницата, односно на ВМРО ДПМН. И тие се нарекуваат нели левичари, а во суштина се со реториката настапуваат кон крајното десно гласачко тело, иако немаат никаква идеологија, зборам, нити левичарска, нити десничарска идеологија. Единствени кои што имаат десничарска идеологија во Македонија се ВМРО ДПМН, и тоа народот е јасно дека го цени, го почитува, го сака. Јасно е дека народот сака да си има корен, да си има историја, да си ја почитува историјата, а не да му ја бришете историјата. Јасно е дека сакат силни институции и тоа е нешто за што сите ќе се бориме. Јасно е дека сака авторитет во делот на институциите, не сака преку ред носење на структури кои што не поминале ништо во животот, не сака преку ред и за пари носење на структури кои што имаат друга цел, значи плячкање и така натаму, туку сака една средена држава, како што реков, и на крајот досадна држава за живење. Од каде таа пизма на левица кон вас? А очигледно за некои работи сте на иста линија, ајде да кажеме, во врска со овие крупни прашања што го задираат осквернавениот македонски идентитет и така натаму. Од каде таа пизма? Видете, логиката ми е мене, сакаме да ги избркаме квислинзите, кои што ја доведоа Македонија во субмисивна состојба во однос на соседите и на светот. Ни се смее светот поради тоа како македонци. Сакаме да ги тргнеме од власт. А од друга страна, покажуваш таква пизма, антипатија, ајде да не употребам зборот пизма, кон најголемата опозицијска партија која што треба да ја понесе тежината на таа победа, која што треба да ја понесе тежината на акцијата за отстранување на квислинзите од власта. Ајде да скратам прашањето на него. Видете, левица, сега не сакам за нив многу да зборувам, меѓутоа Не, чисто ме интересира. Тоа е една структура која што е формирана за да нанесува штета на ВМРО ДПМН, и тоа го знаеме, убаво го рековте. Структура за која што самиот Заев на говорница кажа дека имал договор со лидерот на таа политичка партија за да кине од кај нас гласови за одветна сума на пари, нели? И поддршка во изборниот циклус. Тоа Заев го кажа. Тоа Заев го кажа? Заев го кажа. Понатаму немаме ние никаква блискост со тие структури, па ние не се поклонуваме на гроб на диктатори, на албанскиот диктатор Емре Хоџа, ние такви работи не правиме и не сакаме да правиме и нема да правиме. Сега, од друга страна, ако земете во предвид дека истото лице беше соработник на СЈО, значи земаше плата од господјата што се продаде за тросет, двосет и фотелја, тогаш е јасно за кого одработува. И тоа мислам дека граѓаните го препознаваат. За жал, реториката која што ја користат, повторно викате дека сме на иста линија, не сме на иста линија. Тие не претендираат да бидат власт. Тие претендираат да бидат спойлери, практично расипувачи на забавата. И тоа македонскиот народ треба јасно да го знае. Но се екстремни во прашањата за одбрана на идентитетот. Ја во таа смисла мислев дека сте на иста линија. Од друга страна, отворено работат против вас. Тука ми е нејасно
таа состојба на тој геп, на тој раздор. А логиката сите зборуваме, од друга страна македонците треба да се, ако веќе со квислизните не треба да имаме контакт или работа понатаму, тогаш дај барем овие што сме вамо, што размислуваме спротивно од тој менталитет поданички, нели зборуваме дај да се обединиме, да заедно да тргнеме. Дојде ли некогаш до ситуација на таква средба, разговор, дај да видиме, да се најдеме, битно е, ова е најважно, да се тргнат квислинзите, да почнеме да градиме од нула, да ги поразиме катастрофално, да не може да претна, да формираме коалиција, да можеме и дуи да го истиснеме од... Не, видете, тоа е тројански конј. Тие не се опозиција. Тие се опозиција на опозицијата, односно се платени од власта. Го реков тоа. Ќе ве потсетам на протестите за, еве, кога го спомнавте веќе, одбраната на идентитетот. На протестите што ги правевме јуни-јули месец, потсетете се дека имаше обиди за ескалација на судирите. Кој ги водеше тие обиди за ескалација? Не знам, имаше инцидентот, ја баш проаѓав под мостот кога тој од Дуи извади тоа, што беше тоа? Така, и тогаш кога па кажа дека тоа бил гасен пиштол, нормално сега ќе што не беше гасен пиштол. Сега ќе го покриваат, меѓутоа зборувам за во делот инцидентите што се случуваа пред влада и така натаму беа испровоцирани, наместени токму од овие структури кои што малку беа на број и кои што се обидуваат целото тоа движење да му стават една друга етикета. Што за жал не се случи, значи ние успеавме тоа да го канализираме, меѓутоа факт е дека имаше обиди за лепење на етикета на протестите, дека се насилни и така натаму, дека се од други структури организирани и тоа мислам дека највеќе за таа работа беа заслужни овие што себе си се декларираат како заштитници на идентитетот. И тоа беше сосема погрешна стратегија, знаете. Вие ќе бидете носител на листа на избори во тројката? Во тројка, да. Тоа ви е од Петровец, Илинден, Зелениково па до Берово. До Берово, Звегор. Голема изборна единица, 22 општини, победнички општини. Се знае од другата страна кои ќе бидат опонентите, кои ќе бидат носител на листа? Не знам, не би сакал да шпекулирам со имиња, има во медиумите некои имиња се вртат, меѓутоа знаете, во политиката дека не биде, не можете да тврдите. Кој сака нека биде од другата страна, нас не интересира кој ќе биде од другата страна. Ние знаеме што треба да правиме, знаеме како да победиме и ќе победиме. Кој сака нека стават од другата страна, па дали ќе биде носител или коносител или коносителка, нивна работа е, што сака нека прават, мислам дека народот жестоко ќе ги порази овој пат и ќе ги пратиме, реков, во историјата, а после тоа и на обвинителни клупи. Излезноста, очекувате голема излезност на овие избори или? Мора да биде излезноста голема, зошто? Затоа што колку поголема излезноста, толку поголем број на претеници ќе имаме. Така е по формула. Доколку се остане дома и не се излезе да се гласа, поради одреден револт или нешто друго во прашање, се помага на Али Ахмети со тоа. И тоа е многу јасно, затоа што ако ВМРО ДПМН биде оставено во позиција, а единствено ВМРО ДПМН може да ја сруши оваа криминална структура. Затоа ве прашав преска, го реков, да. Ако биде оставено од граѓаните, нема да биде, јас сум сигурен дека нема да биде, тогаш се јакне Али Ахмети. Целта е Али Ахмети да замине од политика, целта е СДСМ да замине од политика и мислам дека тоа граѓаните го препознаваат, го знаат, јасно име, објаснето име од сите нас, цело време тоа го зборуваме по телевизија кога одиме и мислам дека ќе имаме масовна излезност, па дури референдумска излезност очекувам, за да ги промениме овие структури на власт. Реков, една работа е промената која што мора да се случи и да бидат казнети овие структури, буквално од граѓаните со пенкало, а друга работа е понудата која што ние ќе ја дадеме, односно ќе мора да ја вратиме надежта и вербата во државата, да веруваат дека нешто на вистина може да се промени на подобро. Верувам дека тоа граѓаните го гледаат кај нас и очекувам масовна поддршка на парламентарните и на претседателските избори. Очекувате меѓународни притисоци доколку вие убедливо победите на изборите, го добиете мандатот, но
дуи под некоја предпоставка победот во албанскиот блок, очекувате притисоци од меѓународниот фактор дека ќе мора да коалицирате со нив? А нема веќе тоа албански македонски блок, тоа заврши таа приказна. Како мислите, заврши? Па така заврши. Победник на изборите е еден. Нема двајца победници, две прави места нема никаде. Тоа да, но целокупната воспоставеност на структурата во Македонија и во парламентот и она после 2001 е нели една најмоćна партија од албанците, најмоćна од македонците. Еднаш така мислам подклекна ВМРО кога ДПА мораше да замине дуи како беше тоа тогаш 2000. Тој договор, мајски договор од 2007 или 2008 кога беше, тој не важи. Затоа што тие први го прекрши и кога веќе го прекршувате договорот, односно сте излегле од него, не може после да се повикувате на тој договор и тоа е јасно веќе. И тоа сме го кажале. Значи завршија приказните победник со победник. Нема победник со победник, има победник еден. И тој што победува, тој ги диктира условите на игра. А ако ги прифатат, а ќе видиме кои ќе ги прифатат, нашите услови на игра, условно кажано, нашите програмски определби, нашата визија за развој на државата, тогаш можеме да разговараме со политичките чинители во однос на тоа кој колку добил гласови. Зборувам, ако ние имаме 55, 56, 57, 8 пратеници, нормално е дека првин ќе разговараме со тие што ни се најслични по идеологија и со кои што имаме најблиски контакти, програмски определби, со кои што сме соработувале во минатото, не сме биле предадени и така натаму. Така да се зависи од изборниот резултат. Ние не ги сакаме дуи во власта, тоа го кажавме. Сакаме да забинат во опозиција. Гледате дека многу пати излегувавме на телевизија со пресконференции за криминалот нивен, нешто што не се случуваше во изминатите. Сите тоа, луѓето тоа го гледа дека државата е буквално заложник на политиките. Го гледа, меѓутоа никој не сакаше јавно да излезе. Ние први излеговме во јавност и кажувавме за тие криминали. Меѓутоа жалното каде е? Џабе што ние зборуваме дека има криминал, дека еве се купуваат трговски центри за 0 денари, а при тоа нема никаква постапка за таа работа, која што е најавено уште пред година дена дека ќе почне, меѓутоа се поставува прашањето кој ќе ја води таа постапка? Ислама Базили ќе ја води, истиот лик кој што е поставен токму од тие структури за да им го крие криминалот. Значи, ние не сакаме такво владење во иднина, сакаме навистина институциите да бидат ослободени, да се ја тераат работата согласно закон, согласно устав, а не да се врши политичко влијание. Оти ако се врши политичко влијание, вие не добивате промена, така, ќе добиете замена. Не сакаме замена, ние сакаме промена да се случи. 1 час и 20 минути динамичен разговор со пратеникот на ВМРО ДПМНЕ полковник Драган Ковачки. Шокантни работи кажа, застрашувачки за јавноста, за сите ние смртници кои што сме, да кажам, надвор од одредени случувања зад кулисите што се случуваат во држава, во безбедносните структури. Јас се уште сум во шок. Страшно е што македонците, по ова што беше кажано, се додека се социјалдемократскиот сојуз на власт со ДУИ, не треба и не смеа да се чувствуваат безбедно во сопствената држава, на сопственото тло. И се надевам дека тоа многу брзо ќе се смени на изборите, на претседателските и парламентарните. Господине Ковачки, ви посакувам голема среќа. Благодарам. Поволен ветер на изборите, да добиете на третата изборна единица и да ги поразиме Квислинзиве катастрофално. Благодарам. Ви благодарам што бевте дел и од овој лизгачки старт на М телевизија со вашиот водител Сашо Тасевски. Се надевам ќе уживате во интервјута, се гледаме следниот пат.